Колешке Жаклина Лазаревска, ја имавте таа несреќа да бидете председател на оваа комисија за образование и да воспоставувате ред, веќе колку месеци сме, не знам, дури не знам, 1,5 година пратеници, не успеавте да воспоставите ред и да изгласате ниту еден закон. Зошто е тоа така? Заради тоа што ниту имате капацитет да направите преговори, да седнете на иста маса, да се договорите, да тргнат од некаде работите, да прифатите амандмани, да сработите нешто за доброто на граѓаните, туку не, вие сте решени да терате насила, меѓутоа ние сме спремни да во исто време одговориме на начинот на кој што вие, вашата акција има од другата страна наша реакција. И веднаш на почетокот на моето процедурално морам да кажам дека дневниот ред на оваа комисија, на оваа седница на Комисијата за образование, наука и спорт не е усвоен. Зошто не е усвоен? Заради тоа што воопшто не се почитуваат процедурите на собранието и доколку некој сам си сметал дека е усвоен дневниот ред без при тоа да има во предвид сценарио, како тоа едно сценарио изгледа за да функционира и работи седницата, тоа сноси одредени консеквенции, сноси одредени одговорности и во исто време треба да биде спремен на истите да одговори. Колешке, на вас се повикувам на председателката на ова комисија. Ова е комисија наречена образование, наука и спорт, меѓутоа ние овде ништо не сме слушнале ниту од образование, заради тоа што гледавме некои концепции, правевме некои закони, имаше обиди да се донесат одредени закони кои што на ништо не личат. И затоа сега на оваа комисија во исто време сакаме да разговараме на одредени теми, да продолжуваме по точки некакви, за некаков си дневен ред што не е усвоен, а представник тука од Министерството, министер, заменик министер, овластен представник нема. Дали на истиот начин како што бегат сите министри, избега и овој министер, јас не знам. Меѓутоа, еве, не гледам кој би дискутирал со нас и би продолжил по евентуална расправа. Согласно член 121 од деловникот на собранието, доколку некој воопшто го почитува овој деловник, на седницата на работното тело може да присуствува и да учествува представник, односно повереник на владата, представник на орган на државната управа, кога се разгледуваат прашања од нивниот делокруг, што значи некој нас треба да не сослуша. Зошто ние овде тука денес дебатираме, зборуваме, зошто се буниме, зошто сметаме дека овој ваков закон не смее да се изгласа, исто време дневниот ред не може да се смета за усвоен. И затоа сметам дека повторно вршите прекршок на деловникот со самото продолжување на оваа комисија и на оваа седница и со тоа што дадовте пауза, а знаевте дека истиот нема да биде присутен овде. Во исто време, дозволувате на говорница да излезе колега, кој што воопшто не бил пријавен за процедурално, а кој што сега овде не го гледам, познатиот колега Дарко Каевски, кој што знае само да се појави во собранието, да излезе да земе збор за да може да излезе по медиумите, бидејќи единствена желба му е очигледно да биде портпарол на СДСМ и да стои пред штабот на ВМРО ДПМН, ама денес не му беше дозволено, затоа ја искористи оваа говорница и затоа сметам дека вие не си ја завршивте работата со начинот на водење на оваа комисија, со самото тоа што му дадовте на него процедурално да се обрати. Од наша страна, од самиот почеток, рековме дека дневниот ред не е усвоен и не може да биде усвоен и стоиме на истиот став и во исто време настана овде одредена ситуација
за да не излезе дека ВМРО ДПМН блокира све и го закочува работата на ова собрание, ние рековме дајте да се смириме, дајте заеднички да излеземе со став дека овој закон постои, не е целосен така како што треба да биде. Во овој закон има членови кои што не смеат да бидат такви какви што се, и дека истите мораме да ги усогласиме, да ги тргнеме и така натаму. И затоа од наша страна беше смирена топката. Меѓутоа гледам дека со вас вакви меѓусебни договори не можат да постојат и затоа ќе продолжиме на исти начин како што сме почнале. Штом вие терате на сила, ќе тераме и ние на сила. Морам да кажам дека и за целата македонска јавност, дека сето она што го зборуваше почитуваниот Дарко Каевски, кој што во исто време сака да биде наречен алијас Коста Костадинов, не беше вистина. Зошто? Заради тоа што овој закон, кој што денес насила овде е ставен на дневен ред, кој што мислите дека е изгласан, а не е изгласан, всушност нема врска ништо, ниту со зголемување на плати, ниту со вработување, не е, почитувани граѓани. Ова е само една помпа, еден пиар кој што се одвива многу месеци наназад, па затоа сега власта, предводена од СДСМ и ДУИ, решаваат да туркаат по истиот овој закон. Јас навистина не знам зошто продолжувате на овој начин да функционирате и на овој начин да го прекршувате деловникот. Меѓутоа сакам да ве потсетам дека исто како вас, председателка на комисијата, се однесуваше и една друга председателка. Меѓутоа, еве сега гледаме дека комисии по таа комисии на таа седници на таа комисија не се закажуваат. Зошто? Заради тоа што очигледно доби втор жолт картон. Очигледно начинот на кој што се однесува во собранието не е како што треба. Очигледно некој алармирал и кажал дека ова вака повеќе не може. И сега, заради целата македонска јавност, а и за вас, да ве запрашам, дали оние закони кои што се колневте и сите тука сакавте да ги браните, а кои што ги предложи поранешната арогантна министерка Мила Царовска, се повлечени од собраниска процедура, дали овие закони се повлечени и дали навистина, доколку тие биле толку квалитетни решенија, немаше да продолжите со работа по истите. Со вас ниту може да се договориме да биде прифатен одреден амандман и затоа упорно терате на штета на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа не, ние сме тука и нема проблем, и тоа што е петок, и нема проблем ако треба сме терале и до 3 часот пополноќ, ако добро се сеќавам. Можеме да продолжиме доколку и сакате да работиме, нема проблем, од наша страна ние сме овде. Ке зборуваме, ке ве опоменуваме за сите кршења на деловникот што ги правите вие како председател на оваа комисија и ова ќе биде единствениот начин на кој што ќе ги забавуваме граѓаните на Република Македонија. Бидејќи го доведувате собранието во ваква ситуација. Ова е навистина многу срамно, навистина многу жално и кога, еве го гледам сега и председателот на Комисијата за европски прашања, кои ќе доаѓаат тука представници од Европската комисија и кога ќе зборуваат за извештаите, кажете им што се случува во собранието. Вие сте навистина како што треба председател, меѓутоа еве можете и да пофалите, да ја пофалите и председателката како го крши деловникот и да кажете колку закони како поминуваат, како се обидувате да поминувате шверцерски начин закони и после извештаите нема да биле како што треба и нема да се како што треба. Напредокот, нашиот напредок, напредокот на македонската држава нема да биде извесен нормално. Срамота е ова што се случува. Цел ден не држите денес овде
комисијата не започна како што треба и нема да заврши како што треба. Договорете се, усогласете се, направете си координација меѓусебна и веднаш да прекинете со оваа седница и со начинот на кој што се однесувате со ова собрание. Нема да навлезам во никаква материјална дебата во врска со овој закон, заради тоа што ако го отворам законот има многу што да кажам и да ги побијам сите оние работи за кои што овде зборуваше славниот Дарко Шурана, сега новиот конзул кој што треба да стане. Меѓутоа избега, гледам, не го гледам повеќе тука да биде присутен. Изгледа тоа му беше само интенцијата да дојде да одржи тука еден говор како на пресконференција и да се замине. И затоа, колешки Лазаревска, консултирајте се, направете си една координација и барем ако малку ве почитуваат од вашата партија и од вашите коалициони партнери, ќе ви кажат да не продолжите со ваквото кршење на деловникот и ќе ви кажат дека се повлекува овој закон, нека се повлече како и останатите други закони во Министерството за образование и нека се донесе закон како што треба. Ние ќе ги дадеме сите наши забелешки во насока да биде онака како што треба. А исто така, во моментот, тоа што најпрво го кажа во моето процедурално обраќање, вие немате услови и не смеете да продолжите со оваа комисија, заради тоа што тука, во собранието, нема представник на власта. Нека дојде, па ние можеме да продолжиме. Ако не, можете да дадете повторно пауза, можете да прекинете, заради тоа што вака не може да продолжи да се крши деловникот на ова собрание.